Добро утро уште еднаш од мене, за оние кои што подоцна се вклучуваат. Токму така, јас на светскиот ден на книгата ја имам честа да бидам обкружена со илјадници книги околу мене и навистина е убаво чувството и навистина ми недостига одамна, веќе месец два не сум влегла во книжарница и ми недостасуваше искрено овој простор со книги. Да, зборуваме за книгите во следните неколку минути со компетентна личност, Елизабета Поповска од Матица ќе ни помогне да ни раскаже како е сега периодов и дали македонците купуваат книги. Најнапред, добро утро. Добро утро. Гледаме дека тука е раздвижено. Имате посетители, си работите, вредни сте, видовме и како ги пакувате книгите. Сега, накусо можете да ни кажете како е периодов, се читаат ли книги? Да, слободно можам да кажам дека се чита дури поинтензивно читањето книги, бидејќи ситуацијата во која што сега сите се наоѓаме, нели придонесе поголем број од граѓаните да останат во своите домови, каде што поради зголеменото слободно време што го имаат, и верувам секој го користи на свој начин, било да е во друштво на домашните со играње на друштвени игри или слично нешто, имаат и време да читаат малку повеќе. Клубот Матица се обиде да им помогне во оваа ситуација, така за прв пат направивме онлайн продажба. Значи, може слободно од своите домови да си порачуваат на нашата веб страница. За нарачките од 600 денари нагоре, доставата е бесплатна, така да ќе си ги добијат книгите на нивната врата, не морат воопшто ни да излегуваат. И може да читаат што сакаат. Значи, имаме на страната од секаков тип книги, значи, освено на популарна белетристика, од психологија, од лексикографија, култура, традиција, значи разни и за деца и за возрастни, разни типови книги, само треба да се сака. Што највеќе се нарачува? Кој највеќе нарачува? Мажите, жените, за деца? Што највеќе? Па некако сега овој период не знам зошто. Ми доаѓа дека се подеднакво. Ако претходно жените за некоја нијанса малку повеќе можеби читаа, во ситуација во која што сме ми се чини дека е изедначено. Навистина и жени и мажи бараат и за дечиња, секако. Меѓутоа сите читаат, не, сите. Има ли некоја сега популарна актуелна книга? Обично нели има трендовски читања, има ли сега нешто што е актуелно? Па, знаете како, Лусинда Рајли кај нас е, значи, неприкосновен автор, број еден. Имаме голем број на преведени книги неизини, така да можам слободно да речам дека Лусинда е најбарана. Меѓутоа, и трилерите. Дефинитивно, Тес Герицен на врвно место. Ние се обидуваме постојано да им вадиме нови наслови, значи сме во соработка и со самите читатели, во смисла ги почитуваме нивните барања и се обидуваме да ги задоволиме тие барања што они ги имаат, нели да ги усогласиме заедно. Во моментов меѓу најбараните е новата книга, веројатно самите читатели знаат, бидејќи од истиот автор кој ќе ви го кажам сега, имавме и претходна книга. Во овој момент најбарана е книгата Лузна. Тоа е овде, од Хуан Гомес Хурадо. Тоа е трилер, мистерија, драма, но е фантастична. Значи, како автор, Хуан е безпрекорен. Јас претпоставувам дека на редовните читатели не достига вашиот совет, кога ќе дојдат овде и кога ќе попрашаат или кога купуваме за подарок, па да го опишеме човекот, а верувам дека и вие знаете добро да нам процените за каква книга сме ние, што доаѓаме овде. Предпоставувам тоа им достига на оние кои што не можат да дојдат. Па на кој начин може да се посоветуваат со вас? Постои ли начин каде што можат да побараат книжевен совет? Секако. Значи, исто така, со оглед на ситуацијата во која се наоѓаме, се обидовме за сите оние кои не можат нели лично да дојдат, бидејќи продавницата работи моментално од 8 до 15 часот, сега ќе видиме со овие промени што се случуваат. И му возможивме на сите оние што сакаат совет, препорака, имаат некакво прашање, да се обратат на нашиот дежурен телефон. Значи, тој е телефон кој работи 24 часа, 7 дена во неделата, 071 39 00 95. Можат слободно да се јават во секое време, веднаш ќе им биде одговорено, ќе добијат совет, препорака, разговор и така.
И за крај јас ќе кажам, јас сум во последно време огромен љубител на македонските автори. Споменав и во претходното линковско вклучување и вас ви споменав дека токму тука имам купено книгата на Блаже Миневски Љубовникот на Ленин. Сега ја држам во рацете, го држам Паскал Гилевски со Зоја. Малце да подигнеме свеста за читање на македонска литература. Да препорачам еве двајца, тројца македонски автори, наслови кои што според вас се добредојдени за секого сега во време од македонски автор. Па, знаете како, еве токму оваа книга што ја држите Зоја, тоа не е нова книга, меѓутоа е ремек дело, нешто од историјата, значи една историска драма, една топла љубовна приказна која заснована е на вистински настан, значи се случило во нашата историја и топло препорачувам сите да ја прочитаат. Потоа, што би препорачала? Имаме доста македонски автори, некои се помлади, некои се постари. Еве ќе спомнам од помладите Ивана Наскова, значи има веќе втора книга, во подготовка е трета книга. Може да се чита од Дора Попова и од неја имаме неколку изданија, Сињо час е нејзино последно издание. Човекот што ги прекрши правилата, имаме повеќе сега во моментов, не би можела сите да ги набрам, но имаме, да. Така, овде ќе ви се заблагодарам. Благодарам за отстапеното време, простор, за советите. Ви посакувам добро здравје и да се гледаме во подобри времиња. Благодарам на поканата. Да, така е, колеги во студио, почитувани гледачи, Елизабета Поповска од Клуб Матица ни помогна и не посоветува како да читаме, односно дека е важно да се чита, ни предложи неколку наслови. Да, јас уште еднаш ќе апелирам да читаме македонски автори, јас сум во последно време заразена со македонски автори. Ние ги прашавме нашите случајни минувачи, оние што ги сретнавме пред да дојдеме наваму, што читаат во моментов, дали читаат, па во продолжение да погледнеме што одговорија оние кои што ги прашавме во врска со книгите. Дали читате во моментов некоја книга? Да, читам книги. Која? Ја читам Освојување на среќата од Бернард Расел. А која ви е омилена книга? Омилена книга ми е Злосторство и казна од Достоевски. Дали читате во моментов книга? Па да ви кажам дека читав, али кого беше она манастир, фуерарфија, така некако, од нашава авторка. Во моментов не. Добро, а која ви е омилена книга? Сите книги. Од Ошо најмногу. Сите на Ошо ги читам. Книги читам јас 40 години. Добро, која ви е омилена книга? Па сега моментално не читам, крстозборки решавам, иначе сум библиотекарка бивша. Значи ме погодивме. Да, ме Добро, погодивте. може ли да ни прочитате, да ни предложите некоја книга? Па моментално не, зашто не се сеќавам сега, земав некои книги па сум ги читала и така да... Сите, за мене се обишо трилерите добри, љубовните и така. А иначе сите, посебно историја сакам. Одлично. И тоа за Македонија. Читате во моментов некоја книга? Да. Која? 12 животни правила од Џордан Питерсон. Дали може да ни препорачате некоја книга која ви е омилена? Омилена книга. Би ја препорачал Малиот принц од Сент-Екзюпери. Па во моментов не читам ни една книга да ви кажам. А која ви е омилена книга? Достоевски. Злочин и казна. Злосторство и казна. Се работи за добро убиство. Во книгата кажам, да. И за мене најдобар писател е Достоевски. Читам Која? Крајот на една голема љубов. А која ти е омилена книга? Омилена книга ми е Степски волк од Хесе. Така е, за крај би кажала еден совет кој што ми го кажа Елизабета. Читајте во континуитет, секој ден помалку, наоѓајте време за да прочитате некоја страница, на тој начин ја живеете и ја чувствувате на вистина книгата која што ја читате. Овде, почитувани, јас ќе ве поздравам, ви посакувам убав остаток од денот и останете понатаму со Алфа телевизија.